Здраво живо, ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина! Здраво, Панче! Како си една недела после твојата титула за преведувач на македонско-германската јазична говорна единица? Фала на прашање, супер сум. Значи, ми се стопи телефонов од вртење, фала многу на сите, баш во пораката, во постот што го пишав, јавете се слободни, онака никој не ме врти, така два тројца така ми се јавија. Да не се жалиш, еве, јас ти вртам. Така да почна и налози, почнава да си преведувам, си уживам, стварно многу уживам во ова и да, тоа е тоа, си. Одлично. Тоа е најбитното кога тоа што го работиш со задоволство, а ја кога што реков во објавата, од секоја што бивало, ќе те биде и понатаму за тие работи, ама сега си со тапија више. Така да со дипломче си е друго, да. Ќе си продолжиш ваквоето, ќе си стаите кога тоа ќе си стаиш и ваквое метално на ваквоето на вратата, ќе си стаиш. Се надевам, си прави филмови некогаш да го правам ова, да го работам 100%, односно само ова да го работам. Па? Би било интересно. Ама ајде потом во некоја 143 епизода на Петошно во Германија ќе Па, имаме вакво, ќе известуваш некој искуство од твоето вакво патешествие што го имаш. А денес ќе зборуваме за тоа како се пазарува или како се купува во Германија или кои се особините на, да речем, на германскиот купувач или можеби ќе направиме некоја паралела со, да речем, со нашите, бидејќи верувам дека постои некоја разлика измеѓу, да речем, овдешните купувачи и тамошните купувачи. Најголемата разлика е најголема разлика е, мислам, тоа што тука се купува еднаш неделно онака минимум, односно не минимум, максимум. Еднаш неделно максимум, а кај нас во Македонија почесто, барем во моето обкружување, мојата фамилија, доаѓам од фамилија која што многу сака да пазари, така да секој ден се симнува некој по нешто. А тука со листи, со план, 2 сати да те нема за пазарење, тоа ми беше мене најголемата разлика. Да, точно. Можам ја да зборувам од и моето искуство што го имам во, да речем, во продажбениот сектор. Тука разликата е точно таа. Меѓутоа, кога ќе се сетам од детството кај нас, на времето, например, моите родители викале, кога ќе стаса платата, одма се предај пресметка и одма се пишува вакво е листата и вика нарјад да се купело. Викам што стана работа со нарјад. Кога доов тука, сватив што било тоа нарјад. Еднаш на неделата ќе наполниш количката и идеш дома и после тоа треба 2 сата да го средиш тоа. Кој е било ваму, кој е било таму, кој е било вака, кој е било горе, кој е било доле, месо вакво, месо накво и се работи. Меѓутоа, може баца да кажам, секако некоја бројка ќе кажеме, без бројка нема да не биде, за да знаат за што се работи фактички за каква бранша се работи во Германија. Бројката е, можеби, за многу наши за препастувачка, која ќе речеме дека во 2022 година приходот во таа гран, во малопродажната гран, ќе зова некој околу 252 милиарди евра. Приход направиле малопродажните, значи, да речем, тие 85 или 90 милиона души со туристи и ово-она, например, што ги има, во 2020 направиле во продавничињата промет од 252 милиарди евра промет направиле. Сега, најголемиот промет или најголемата ваква е, можеби некој ќе рече, Алди е најјакиот. Не е тоа точно. Најјакиот малопродажен сектор или, да речем, во тој Einzelhandel е ЕДК со нивните маркети ЕДК и Нето маркетите. Потоа следува Шварц групата во која што спаѓаат Kaufland, Lidl. На трето место е Реве групата, каде што се Реве, Пени маркетите. И тогаш на четвртото место доаѓа Алди.
Меѓутоа, мора да се рече дека Алди е само Алди. Останативе имаат и големи, да речем, продавници, како што се Реве маркетите или Едека маркетите, а Алди е само на тој сектор дискаунта. Или Lidl. Lidl има Kaufland. Kaufland е Lidl. Kaufland е Шванцкрупа. Не? Така да... Не знам да. А од Реве така да... имаш видено Реве Накауф по селото. Имавме порано Реве Накауф. Тоа се тие да речам, од Реве. што ги има Танте Ема Ладен. Да, Танте Ема Ладен, да. Копилјар. Танте Ема Ладен, кој што има копилјарче вакво е. И тоа е интересното, тоа го спомна ти, моите да се симнат доле до продавница. Сега кога ќе размислиш тука, например, еве ти живееш во Гизен, јас сум во Алтенбиц, кога ќе се симнам кај мене, дуќанче нема. Значи, тука малце таа целата логистичка работа е тука малце посложено. Значи, да дојдеш до продавницата, не можеш да речеш, заборавив, квасицот го заборавив, или трчи донеси. Или ми треба воа, или трчи. Чекај, треба да кола да треба запалам, па да отидам до следната продавница, привидејќи продавниците не се тука. И затоа е точно таа разлика со, да речем, со таа куповната култура, да речем. Кога, ако заборавиш нешто, после речеш, кај си, ако заборавиш. Да, ако заборавиш, ништо се враќа. Се пишат списоци. Се пишат списоци. Со список. А вие кај пазарувате? Па, ние најчесто во Пени, искрено. Пени ни е тука во близина. Таму најчесто, а порано најумилен супермаркет ми беше Алди. И онака, порано седно ми било како изгледа внатре или какви се производите или било што. Онака во секоја продавница ќе си најдеш нешто интересно. Ама така кога пазариш често на големо, си имаш некои преференции и го обожавав Алди, бидејќи беше, мислам и е, голем супермаркет, значи голем просторен, не може да се туркаш со колички, и нормално најефтино беше порано од секаде. Сега не е баш така. Баш пред неколку година пазаравме таму, не беше така. И плюс, значи, продавачите се струја. Во ниеден друг супермаркет не се толку брзи. Имам слушнато, не знам сега колку е ова вистина, имам слушнато дека за време на работната обука што ја прават продавачите во Алди, ти 3 години, имале као дел као да пресметуваат на памет производи, значи цени од производи. 2,39 плюс 4,80 во случај ако се расипе касата, нешто ако се случи. И не знам, стварно се многу брзи, тоа секогаш ми било многу така симпатично. Точно е тоа, можам да го потврдам, прибидејќи пред сега сум 28, почнав нека таму далечната 98 година, почнав како менаџер во Алди. И првото што го научив... Првата моја менаџерска функција беше Алди. 8 години како менаџер бев во Алди. Но, иако бев менаџер, првата функција ми беше да поминам низ филијалите, да видам што и како се работи фактички процесот, да го запознам. И една од предусловите да постигнам да бидам тоа, исто како и касиерките или како вработените во продавницата, да научам, како што рече ти, да типам на слепо. И денеска тоа го практикувам. Прибидејќи на времето немаше скенери, а ми се типаше, фактички цената се типаше, да, продавачките, па и ние, менаџерите, требаше цените да ги знаеме на памет. Значи, се знаеше таму конзервата на, да речем, од праски кошта толку, вискито кошта толку. И го типаш тоа слепо. Во прво основно брзински и како второ основно грешките беа многу минимални. Значи, тоа беа некој, како да речеме, феномен што во тој момент го научив да типаш слепо. Има трикови, сега не е емисијата за такви трикови, меѓутоа тоа е жива вистина дека во обуката, сега не знам, сега веќе мислам дека веќе се модерни со скенери, со сите работи. Да, понекогаш им се дешаваат некои асфал, некои тешки случаи на касата, меѓутоа сепак порано, на пример, Алди филијалите биле со 1-2 каси, толку било.
Сега се веќе, кој што речете, модерни и доста современи и сите сортименти ги има. Порано Алди имаше само своја, значи таа многу најефтина гранка имаше, значи само ефтини продукти имаше. Никаков. Да. Алди беше еден од последните, да речам, малопродажни дуќани каде што воведе марки како Кока-кола, Далмаја, кафе. Да, порано ги немаше. Тоа било, Алди имаше своја филозофија и тоа го тераше доста долго. Меѓутоа осети дека конкуренцијата расте, посебно Lidl, а и бефи во Lidl, од Алди па потидов во Lidl, премина во Lidl. Стварно? Имам ја, кариерата ми е, во малопродажбата ми е ваквоето. Така да ги познавам сите тие ваквоето, ги познавам, како што рече ти, доста навиките на германските потрошувачи. Германскиот потрошувач, што е битно? Што се добива недела? Недела што се добива? Проспекти. Ги обожавам. Проспектите. Миле ќе ме исели. Да. Само ќе си ги земам и ќе рече, ете, ѓубре ова за после. Ама пред да се фрли од ѓубрето, се седи и се листа. И се почне. Вамо е, воа недела, у понуда другата, у другиот дуќане. Воа. Сега доста луѓе тоа го практикуваат. Значи, денеска се приметува кој ќе влезе некој, кој ќе видиш некој што купува со количката и внатре со ваквото со проспектот и шета по дуќанот и бара. Да. Тоа е, да речам, навика. Не, која што Јас многу сакам исто така да листам низ проспекти, да си планирам што ќе купам, да видам исто што ми засвиѓа и после да заборавам. Значи, тоа ми е некаква традиција да си заборавам, освен ако не е нешто многу важно, па да го оставам проспектот, иначе не знам зошто е така. Сега сегде ги има и нели онлайн и по апликацииве, така да... Ali тоа е еден не само, да речем, тоа е маркетинг стратегија, меѓутоа за многу луѓе тоа е фактички обавезната литература, да речем, во недела. Обавезната литература. Кај доколку неста за вакво е, ја носам од фирмата во која што сега, носам вакво да поспечам, ако неста за недела, има циркус дома. Леле, нема ништо, кај не знам што како е, нема. За мене беше интересно да ги споредам цените, например, да видам кој што како има и сите тие работи и спрема тоа да се реагира оти, например, и доста од малопродажните продавничња реагираат, например, на конкуренцијата. Доколку е конкуренцијата во близината. Значи, тоа може да се деси. Не? Ако, например, во Kaufland кафето е 4 евра, а да речем Глобус го дава за 4,29, гледаме таму, а Kaufland е туку у близината, викам, окей, да ја пуштио кафето, 4 евра избавам со тоа, теренот. Значи, таа пракса се практикува вако. Јас за толку не споредувам, може би треба, ама до толку не сум навлезена во тематиката. Татко ми е за тоа, значи он си ги знае, добро не живее тука, ама си ги знае сите цени. Кам, Веро, Тинекс, секе си спореди и многу можеш да заштедиш така, ама не знам, некако тука не ми се појавила таа потреба. Азо, точно тоа тука е, ти кој што рече, не е тоа до твојата потреба. Ти не би користела, значи, тоа време што ќе го потрошиш, да речем, да земеме логички гледано. Имаме повеќе продавници, да речем сега. У Lidl е, наречем Деленска, у Lidl нутелата е поевтина. Само нутела, ама да купам само нутела не се исплати. Ама да отидам по Алди да купам се од имало макарони, ама Алди е 10 километри подалеку. Ама чекај сега, па у Пени имало уште некој саламчи имало поевтино. Значи, 3 продавници да ги поминам со кола. Не само саат време, зависи гужва да ако има и сите тие работи, дека се вратиш назад. Отиде времето. Да. Значи, јас паѓачам од искуството, ние приметуваме дека тоа се дешава обично, да не се осеќа некој дискриминиран, поискусните, да речем, повозрастните генерации, тоа го прават, поточно тие што имаат време. Тие што немаат време, имаат свој, кој што рече ти, например, сакано продавниче, и таму си го купуваат, значи тоа продавниче ја стекнала, или таа фирма ја стекнала, таа довербата ја стекнала во потрошувачот, и таму е вакво. Сега, ако се деси, например, да речем, да нема таков продукт таму,
тогаш во секој случај ќе поминеш во друг. Меѓутоа тука е покажано дека луѓето или да речем потрошувачите се доверливи, значи имаат доверба во својот, да речем, набавувач во таа смисла, не? Да. Да, па и добри доверба, ама и навика си реално. Оној Ама и ден, квалитет. викам до и квалитет, да. Пазари ми денес најчесто во пени и покрај тоа што ми требаше време додека да се навикнам, дека има студентарија, гужва, некако тесничко, не се толку брзи колку во Алди, не ми се свигаат толку производите, ама ајде се навикнав и сега си знам, онака можам да со затворени очи можам да пазарам таму. И отидовме оној ден во Алди, ајде нешто посебно да земеме, онака као изгубен си, зашто ни 100 пати прередиле од тогаш последен пат кога сме биле. Врти ваму, лево, десно, па дека беше многу топло надвор, внатре дупло поладно беше, се смрзнавме. Викам, ајде, кај дојдовме, онака искаче побрзо. Така да и навика си е, да. Точно, ја. Сега може би ја малци да направим реклама и за мојов моментален, например, да речем моментално, сега моментална ваква рече го фирма во која што да наоѓам, тоа е Глобус во Вецла, Дуденхофен. Тоа се огромни маркети. Значи, тука имаме, да речем, од пиле млеко. Иако го немаме тоа, ќе го набавиме. И тоа ќе го набавиме. Да не се секирате, и тоа ќе го набавиме. Значи, тоа се огромни површини, кај што луѓето, фактички, ние пратиме целото тоа, бидејќи имаме и гастрономија и други работи, значи, од која ќе дојдат сабајле, се појадува, па влегуваат се купуе, значи купувањето сигурно во Глобус не е неколку саат и пол, 2 сата, за тоа време ќе огладнете. Ако да речем на секој ќош има нешто да си земете, да си пробате, кашкавалче, мефце на вакво рече го вакво е тоа овошето, да си касате некој праскиче, нешто што има вакво е сезонско овоше и сите тие работи. И го ги спаднете на касата, или ве очекува, да речем, повторно гастрономијата, да си ручкате таму, и фактички денот сте си го завршиле со купување. Значи, има, например, петок, сабота е фамилиарен ден, значи петок, сабота е пука. Ама се гледат, фамилијата си ганц, лежерно, си одат, си појадуваат, си купуваат, па си гледаат, па си пробаат, па си води, па си плаќа и после тоа па си оди си ручка и после тоа овакво ето, си отишол, вакво ето со полн, вакво речи го, со полн багажник, си отишол вакво ето. Да. Мора да ти дојдеме Глобус. Не сум била, еднаш мислам сум била, не ми е далеко пак Гисен Веслар, не кој знае колку. Има еден... Да, има многу работи уствари што ги има само таму. Ама саат време мислам дека е малку за таму. Малку. 2 сати со саат време ништо не правиш. Саат време само ако фатиш, например, да речем во тој дел каде што се нон-фуд, па книги, па чевли, па текстил, па козметики, па како нема чиво? Леле. Чиво. Па имаме и молот, имаме бутиче, имаме вакво шмук, имаме суши, можеш ноктите да си ги направиш, флизерници, се има. Значи нема, што нема. Значи тоа се тие огромни, да речем, од типот, например, на Веро, ама Веро е само, да речем, лебесмител тоа, да речем, или прехранбените продукти, да? И Розе Веро тоа, да си купиш карти за некој концерт. Да. Не знам дали постои тоа уште. Кој знае? Ама разликата измеѓу нашето, тука е веќе, јас се сеќам на времето, и тука се разви работата. Ама, секогаш си е ваквоето цена да си го прави своето. Да. Цените на времето, или тоа е, например, тука вода се купува. Па сакаш одиш. Да, тоа ќе кажам. Јас секој вода купувам. Ние пиеме од чешмовача, а ја пиеме од чешма, ама порано кога што живее во куќата не ја пиев, бидејќи се осеќаш онака поинаков вкус. Ама и тоа ми беше исто чудно кога стигна во фамилијата тука, еден ден се пазареше за намирници,
А Точно. друг ден се пазараше само за пијавоци. И тука Пијавоци. гајби, да, води, сокови, Обавезно пива, пиво. викам, што ќе се деси, што некоја забава Што? да не планираат. Ама па, тука, вака кога куќа ќе без пиво не бива. да, и куќа, да, и дека имаат и куќи, повеќе место нели имаат да се складираат работи. Нормално ќе си Точно. купиш на големо. Си имаме остава, А гајбите не да се се тука. симнуваш, да се симнуваш за секој сок до доле. Да. Мислам, добро, сега тоа е тоа. Па речем, таа култура тука е сосем подруга. Ние сме, ја доле го речем, оди продавниче година, дај ми пакет вода, вака ме гледаш. Што сакаш? Пакет вода дај ми. Немате вода? Не викам, ние не пиеме вода. Како не пиете вода? Ние не пиеме вода. Навика, па речем, тоа ни е навика, така ни останало, ете. Да. Пелистерче си пиеме тука, ние само пелистерче си пиеме. Таа дори гости кога имаме понекогаш морам да купувам од оваа што ја шука мртва вода. Ја не им дам да пие така, ако сакаат. Апла пелистерка марката? Нема тука пелистерка. Ке ме зачудеше. Ја така викам, ја пелистерка. Ама не гости најдено тука мене ме омилена Македонија, омилена вода во Македонија. Тука што можем да речем, например, можем да кажем, па ќе се свртиме на ваквоето, дека има доста, например, и интернационални продавници. Значи има турски продавници, бугарски, кај што може да си најдете и наши продукти. Например, ние и тука имаме во близината на Турчин. Турчин многува продавница, има газозиче, флипсови, вегетичка, мада и такви работи у Глобус имаме. Сега ќе кажам, ја малце видов дека овие немаат ваква, не им е во сортиментот, ама ја од кога сум таму, ќе добиеме и еврокрем, и вакво речи го, и стоби флипс, ќе ставиме во сортиментот. Стоби флипс ја немам најдено, значи немам најдено во Гизен стоби флипс. Сите во други градови се фалат, мислам се купуваат кога се во Македонија. За кратко во Глобус, во Дутнов Вецла ќе добиете. Тоа можем да ви го обеќам. Тоа можем да ви го обеќам. Ќе видам таму нешто ајварче таква работа. Ма да имаме добро, ајвар веќе има и од повеќе фирми. Интернационалните купувачи се уште повеќе застапени со. Па речем со самата потрошувачи тоа го бараат. Чим го бараат? Нормално, да. Да, азиски специјалитети, суши, тајландски, руски, секаква работа. Да. Бив баш пред некој ден во посебна, баш во кинеска продавница, беше огромна. Викам, што, нели, кинески продавничиња, си имам видено. Ама не тоа, кава панче се изгуби внатре, останав 2 сати, не сум, ја мислам, сакам кинеско, ама не сум толку навлезена во нивната искрена, не ми готвам толку од таа храна, ама сепак останав, мислам, на секој рафт останав да видам што има, како има, секако дека си потрошив пари, додав со некои работи што појма немав што се, ама за среќа не ме разочараа, добри беа, вкусни. Не, па оти тука, например, за да добиеш продукт, да имаш продукт, например, да ставиш во некој рафт, има доста големи, да речем, контролни и други мерки, за да може продуктот да биде попровесно квалитетен, да одговара на целото тоа. Така да, ти кој што рече, за квалитетот е на основно и прво место тука се држи. Интересното е што може да речеме дека покрај овие што се речи го, да речем, национални продавници, кои што рековме, турски, бугарски, руски и од другите нации, се повеќе и повеќе луѓето се вртат кон биопродуктите. Значи кон, да речем, некоја си здрава храна, потоа веджи, да речем, доста е застапен. Не? И има и специјална храна за овие што се некои, например, со неподносливост на глутен, на лактоза, на сите такви, такви продукти. Сега во мали ве, да речем, во Алди Лидл, такво нешто нема да најдете во нормалниот сортимент. Значи тука тоа нема да се најде. Ситни работи има некои. Да. Додека во овие поголемите, да речем, како што се реве, па за не зборам за Глобус има се имаме ние за секој сегмент. Значи имаме ние и сегмент за тие што не јадат. И за таков сегмент ќе најдеме. И што имате вода. Па има алишта, чевли,
Добро, да. Други интереси. Да. Не? А цените, како се движат и тоа ми беше многу интересно со вака кога веќе споредуваме со Македонија. Некако мислам дека исти се цениве. Не знам зошто вака кога одам во Македонија, кога пазариме таму, си ја гледам корпата, односно количката и стварно ништо не се ставил, без 3000 денари не излегуваш од продавница. Добро, ама го сме ја мислам дека тоа е некоја психолошка ситуација во основа. Да, точно. Меѓутоа и тука кој ќе речеш на пример 50 евро, што ќе купиш со 50 евро? Со 50 евро Добро веќе ќе купи за сам да си некако ќе се снајдеш. Тука ми се свиѓа што има и има и некој степен да речам на поевтини работи од нивните марки, нели, на Ребе, на Алди, на се. Точно тоа сакав да те чепнам сега вака да речам дека да речем ние кога одиме во Велес, така? Имаме голема продавница таму, не е да речем ко Веро и тие работи. Меѓутоа таму постојат само маркен артикли. Значи само постојат маркен артикли. Тоа. Додека тука постојат, да речем тие што се Handelsmarken, значи таа што е ефтина да речем, што ќе добиете на пример прашок, што ќе го бидете прашок за €1,99, а не можете да купувате персил за €5,99. Тоа е разликата. Тие се добри, тоа има некои производи од нивните сопствени марки што се стварно многу добри. И ако си ги најдеш, стварно може да си заштедиш многу пари, вака на долг рок. Предпоставката, пример, чоколадото од Алди. Знаеш ли тоа чоколадото од Алди со цели лешници? Од тоа нус ваквоето. Без такво, значи нема полова чоколадо, 90 центи. Без такви 3 не испаѓам ја од Алди. За секој вторден по едно, по половика на ден. Толку ми е дозата. Добро, таа лесничко е така, тенко е малце. Ја, со дебели лешници, во речи го. И точно тоа е, ти кој што го рече се, точно тоа е моментот кога нас, например, ние сме тука научени, пасирани томати, 45 цента, ма не мора да купувам ороди Парма, оди у Македонија, оди у продавница, ако ти треба пасирана томата, што ќе купиш? Ороди Парма, нема друг, значи нема друг избор. Ја? Или, пајдеш, прашаков ќе го фатам. Тука, тандилот, например, во Алди, што е Алди марката, кошта 4,99 евра, вакво е. Истото врекинче, купи го персил, 8,99. Македонија нема таков прашок. Значи си приморан, или ќе купиш шпе, или ќе купиш персил, или ќе купиш Ариел. Точка. Марка. А ние знаеме дека покрај тоа целото и марката на крајот се плаќа. Фала Богу. Да. И не само тоа, добро, сега збориме за намирници за храна, исто и за производи за хигиена, значи во ДМ исто пазаревме последниот пат. Поскапо од тука. Стандард работи што ги користиш, гел за туширање, дезодоранс и слично, поскапо беше од тука. Тие некои производи ние што ги користим. Ја не знам стварно која е математиката, како си ги рачунаат тие работи. Ја кодам доле, оти се исклучувам да речам, Да, нормално, првите неколку години ја така. Не правам многу споредби, колку е, шо е, како е и да ти кажам, ние практикуваме, например, козметиката од тука ја носим. Значи, и сега и ние тоа рековме, да, козметиката моја е, да речем, со години така од тука. И почнеме тушта, сфа, кој шо, како, спреови, лакови, вам доле, една паста за заби. Или ја обично последните години ми се забораа четката за заби да се забораа. Тоа може да купиме. Иначе другото се транспортираме надоле со нас. Сега некој ќе рече, што транспортираат вие кој те пишу. Не, паметно и ние така ќе направиме сега. Не само тоа, некако и пеленице за некои за детски работи приметивме исто дека се поскапи. И тоа ние за децата, да речеме памперс. Ја, пелените си се скапи. Сега да речем сега не ја пратам паќача македонската ваквоето малопродажба не сум ја пратил. Меѓутоа мислам дека во Македонија порано немаше толку понуди
како што има, например, тука од секојаш имало понуда. Секојаш година, ти кој што сега Пемперсот го фати, секоја втора недела, например, Пемперсот ќе го најдеш недека. И тоа е магијата тука, например, што некој ќе рече, леле, го пропуштив кафето, ваа недела не го купив. Ваа недела си го пропуштил кафето у Реве, другата недела е у Нето. Ако не е у Нето, па е у Пени. Ако не е у Пени, е у Глобус. Ако не е у Глобус, и на крајот па и Алди имаат веќе марки. Да. Точка, они си тераат свој. Значи тука нема порно беше подруго. Порно, например, се трчаше по вакво. Да знаеш ти порно какви гужви имало. Мислам, може би си ги фатила тие гужвите. Понеделник во Алди акција. Понеделник во Алди акција. Среда, четврток обично беа за детски работи. И мајките да го купуваат. Порано имаше само понеделник акција. Па тоа беше, редицата беше, па мислам ми цел паркплац беше, Таа веќе смирено да бе. Или најголемиот тепачка кога има некој понуди. Ама има па и добри понуди. А квалитетот е многу добар. Најголемата најјаката работа беше и Алди која почна да продава компјутер. Па тоа не знам, ноќеваа луѓето на паркплацот за утредента, сабалината, да го добијат тој Алди компјутер. Значи тоа беше хајп невиден хајп беше. И сите знаат дека ја таму работам, може, викам ја не можам ништо да направам. Тоа си е на продавницата, ја не сум тука ваквојот изучувам. А иначе си сакаат работи така намалени, шнепјен јега. Зачавени ги викаат шнепјен. Пак не мислам си заштедуваш многу. Некој совет вака, некој типс од твоја страна? Да, освен листање по проспекти. Ако сте се одлучиле за еден, да речам, малопродажен дуќан, останете си верен. Ако ја исполнил вашата, да речам, вашиот квалитет, се здолни со цените, останете си таму. Ако кој почнете да шетате од еден до друг, до трет, тогаш веќе ем ќе испадне поскапо, ем ќе го изгубите времето, ем ќе си потрошите нерви, ја? Оти пак ја речам, типовите за тие, ако ваа недела тој, да речам, таа понуда сте ја промашиле, верувајте ми дека другата недела во некоја си друга или можеби во близината ќе го најдете истиот продукт. И можам да речам, купувајте во денови, сега зависи, не можеме ние да ги речеме деновите, да, точно од понеделник до сабота, ама обично шпицовите ни се петок и сабота, кога, да речем, фамилиите се, да речем, ваквоето. Мене било многу интересно кога баш тогаш и повозрастните, да речем, пензионерите, тогаш се поткаат. И тогаш. Да. Сите заедно. Мислам, ние се радуеме кој ги се наполни продавницата ваму таму, ама сепак, за да има малце по да не биде стресно за сите и сите работи, да може ваква речи го да бидете и вие и ваквоето. А типовие па исто така, добро и да се инсталираат оние, мислам, за симнат апликации за различните супермаркети. Баш имаше некоја споредба со која апликација од кој супермаркет можеш најмногу да заштедиш и Пени беше на прво место. И стварно тогаш си ја инсталирав и поврзано ми и со Payback, и тоа исто да се препорачам. Собирате си Payback поени и за некое време ќе можете да си нешто да си купите интересно. Тоа во скоро сите супермаркети е можно, а вака ова со апликациите што го спомнав може стварно да се искористат интересни понуди. Нешто дури може бесплатно да е, па за роден ден, ако нели знае апликацијата кога ви е роден ден, па таму ајде некој 50 евра гучајн, ваучер и да. Со такви работи, точно, сите да речем малопродажни фирми работат со тие, кој што рече, а најпознатиот е моментално Payback-от, мада некои веќе почнат да го ондуваат, меѓу самостално да си го прават својот систем, меѓутоа Payback-от е доста застапен и е доста корисен, бидејќи е со доста фирми поврзан. Значи, од доста фирми можете тие да работи и не рабати, така кои искористите, попусти, и вие не треба да мислите, значи картичката мисли за вас. Значи не треба да мислите, ваа не е 5%. Не,
ќе му даеш картичката и ти стави ваквото рабатот и тераш нагоре, ќе ти ги стави поените на целото тоа и ваквото. Само треба да знаете дека у тој момент кога ќе се пријавите, они работат со вашите податоци. Значи, они точно знаат кога одиш, кога идеш, што купуваш и може да добивате, да речам, и понуди за артикли кои што вие ги купувате, например. Или, кога ќе примете, например, тоа ние сега моментално го работиме, кога приметуваме, например, дека некој профил, тоа е интересниот момент, кога приметуваме дека некој профил не го купува тоа што го купувал пред тоа. Пуштаме само едно нюслетърче, дека да го подсетиме, дека можеби пак треба да се купи прашок за перење. Оти во претходните 3 недели не купил прашок за перење. И ќе приметиш, прашаче, си земам. Значи, ние луѓето понекогаш луѓето треба да ги подсетиме на некои работи, што треба да прават и што треба да чинат, а сето тоа во позадина сепак го работи вештачката интелигенција, која што се повеќе и повеќе влегува и во тој сегмент, иако не многу, меѓутоа имаме доста корисни информации. Има испитувања, кои тоа можам да го кажам како една. Дали сте се запрашале зошто најевтините продукти секогаш се доле? Тебе да прашувам. Имаше некоја објаснување, ме не ми текнува. Знам дека тие што се актуелни на висина на очите тука. Кога пазариш, тука да ти бидат, да ги гледаш. А за купувачот што нема список, да речем, одлучува измеѓу 5 до 8 секунди дали ќе купи тој артикл. И ако не му е во, да речем, во висина на тоа, нема да го види. И обично во висина на, да речем на висината на нормален, стандарден човек, се ставаат некои си, да речем, по скапички, значи, да речем, краставичката, што е поскапа, ќе биде у средината, а краставичката што е подоле, или на долниот, да речем, раст, ќе биде најефтината краставичка. Оти, кој сака да се симнуе надоле, па да клекнуе, па околу мене со 50 и некоја си, да не кажам другата бројка, со 50 и некоја, па половинчетото, нели, и сега што ти кажа, сега ќе ми цвикне половинчето, не, дај вами треба и ја ставаш, и траш. 45 до 8 секунди што одлучиш дали ќе се спуштам надоле, или ќе го земам. Паметно, да се си мислам, да. Се е тоа измислено. Какви работи сме правеле? Мислам, сме правеле. Се е во, падеш, не мислите дека нешто не е тоа законски или во тоа е нормално, тоа се стратегија. Тоа е маркетинг, тоа е стратегија, тоа е вакво. Па и да речем таа неделна литература, сето тоа е маркетинг, ништо друго, не? Или кога ќе влезете на пример во Globus Kainos, кога ќе оседите мирисот на свежо испечено лепче, а до него па мириса мевцето, па како да не наполниш ваквоето, речи го, корпата со вакво со 315 циркузи. Или ќе те пречека некој на ваквоето на за кашкавал, ова речи го на кезе теката, пише вакво, ќе пречека со некој си убаво фриш кезе вакво, па со вакво некој си чија бата бродче кој ќе вакво ќе намачка, ти вакво и како да не земеш кило и полу цело тоа. Че се е тоа вакво. Сега треба поддржам секој човек има некој што рече фала многу, беше вкусно, се најадовме ние, продолжуваме да купуваме од ефтините работи. Тоа е нормална работа, значи ние живееме од тоа целото. Меѓутоа, се повеќе и повеќе се оди човекот или потрошувачот да доживее, значи купувањето да го направат како елипнист, доживување. Значи да не биде само влегувам и испаѓам, ами влегувам и доживувам нешто. Значи нешто треба да се деси или сите тие работи, например, што се прават со... Нешто треба да се деси, да. Не. Што, например, во кај дискаунтите ги нема. Големите се по супермаркети се до тоа го, да речем, го целебрираат целото тоа. Да биде да речем, да биде кој што викам ја, нашиот касап или нашиот мецкер, например, знае знае свинчето од кај го земал и што го земал и како се вика и што го нагое. И може да ти каже и цела историја може да ти каже за него. Цела историја, да. Тоа е таа мајсторија, да речем, на целото тоа.
Ја. Тема гол долга, затоа може да правиме до утре се бајале сите тие работи со цени и со вакве, али во случај верувам дека се задоволни, значи јас не сум покрај тоа што сум 28 години во таа бранжа, да речем, не сум се положил, сум купувал и од сите продавници. Значи за мене нема вакво. Јас одам, тоа што ми се свиѓа, го купувам го и не можам да речем дека вакво. И ние одиме во Алди, ако сум ја во Глобус, ама Да, па добро сега, да, кој што рековме, навика. Алди Lidl си ги вртиме, да. Глобус ни е стандард и тоа си го надуеме, така да. И ние ќе те посетиме, наскоро другата недела, мислам дека ќе биде, ќе има веќе потреба за нека повелат за дополнување, сега се до гости. Глобус, у Вецла до Ловн, дека повелат, такво е, сортиментот е широк, сортиментот е зачудувачки. Јас кога прв пат влегов таму, тоа за мене беше шок. Влеговаш од, да речем, од Lidl, на времето од Lidl поминав ја во Глобус, кај се најдов маркетов, беше 12 квадратни метра. Да. Тука не дека и дутно овен. Пијалогот е екстра, гетренга центарот е екстра. Доволно реклама направивме за Глобусот, доволно реклама направивме за сите. Верувам дека можеби, малце беше ова наше дискутирање, меѓутоа верувам дека доста беше информативно за сите кои што како купува. Сепак, тука купувањето е култура. Култура, којато си имаат они своји и хоби. И хоби. Али и ние сме си, и ние сме си меракли, ние сакаме да се купиме, ние сме си гурмани, ние знаеме што е убаво паѓаршам. Доста од пријателите што ваквото ги гледам дека на тој принцип кој што реков ја, дека во Македонија тие, да речем, марки ефтини ги нема. И тука, кој ќе ми речеш, слушај ваквото, имам и за тоа приказки ваквото. Нема да мислиш дека чипсот од Алди не се произведува во некоја позната фирма или дека таква има некоја измислена позната фирма што нема на тоа истото вакво е само друга линија, точка. Тие продуцираме ние за Алди, Тераат, Интас. Да. Тоа е познато. Сега може би има некоја мала ситница ваквото, некоја нијанса у целото тоа, ама во глобала тие се фирмите кои што произведуваат за продавниците. Сега апетит ми отвори. Ауген ауф, да, отварете очи кога пазарите. Купујте тоа што ви треба и купујте во тие мерки или тие количини што ви требаат. Оти уште последна последна бројка ќе спомнам. Прошлата година во Германија се фрле недека околу 11 милиона тона прехранбени продукти. Не само што и поминал рокот, ами и продукти кои што домаќинството не ги употребило и, да речем, се расипали вакво и ги фрлат. Значи, тоа е стварно штета, кој ќе речеш дека толку храна. Значи, купујте со памет, купујте со список, ако немате список, може да ви се деси да отидете у крајности со и уште да не идете гладни да пазарите. И точно така, затоа ако се дојдете у Глобус и ќе се појадете и ќе се купите, па ќе се ручите, па дома ќе се отидете и се ќе ви биде средено. Тоа би било за оваа епизода во петочно со Марина и Панче. Тоа е тоа. Чао, чао. Чус.